дай го пиштол, ќе направиш некоја глупост, мислам, стварно. Леа, ај дай му го пиштолот на мама. Леа, сине, дај му го пиштола на тато и јас ти купи Веспа и айфон, дај. Ајфонот ми го купи баба. Ама јас му реков да ти го купи. Ајде, дај му го на тато пиштоло. Бе, чупе, дај ќе пукни тој пиштол, ќе не отепаш, ќе се не видиме тука. Дај не се заебавај. Леа, пиле, јас ти купив кожна јакна. Дај му го пиштолот на мама. Нема шанси. Пиштолот ќе остани во мене. Еве го, стигна и кафето. Леа, ништо за тебе нема. Томе, ако ти бара оваа да однесиш некаде кај што во животот не била, те молам однеси ја в кујна, зашто таму сигурно не била, ке и кини са кујната. Колега, не ти е чудно што се немат јавено од базата? Ај се гледа, значи дека немаш искуство. Абе, ова е редовна процедура. Не може тие на секој да не реметат на радиостаница. Еми, да пробаме да ги побараме ние. Па има зашто да ги бараме? Има зашто, нема зашто. Не знам да прашаме, да има некоја нова инструкција. Абе, нема смисла веќе тука да чекаме да се... Како нема, бе, колега? Како нема? Се ше од тука поминува. Оди, лази, лета, се е потенцијален доказ или сведок. Не може, јас не можам да издржам, ќе се јавам. Значи немој ќе ја прекиниш акцијата, ќе ја расипиш. Ќе се јавам. 503 база на прием. 503 база на прием. Докторе, колку убав нос имате. Да не ви го правеше случајно доктор Петров? Не бе, татко ми го правеше. Ова е од паликура. О, што значи мајка природа? Што мислите, докторе, овие двата треба да останат заедно? Не знам зашто ме прашувате мене. Слушајте, докторе, ова е овде. Му го зацрни животот на син ми. Погледнете. Погледнете колку е пропаднат, докторе. Погледнете го каков е. Го гледате колку е пропаднат. Господјо, ако не земи си го синчето за рака и клај си го в креветче дома. Доста, Нори. Доктор, јас толку се трудам да има возможам на моите деца се најдобро. Море. Па тука ти е проблемот. Ама, кога умре маж ми? Ао, извини, господјо, мажот ти не е умрен. 100% има избегано, си има скриено негде од тебе. Сакмија ти, Нори, таја муцката, оти како ја земам ова тафтава, цела ке ти ја напикам муцка. Добро, бе, луѓе, не се карајте толку, фамилија сте. Па и мајките не викат толку, мислам. Доктор, јас во принцип си многу мирна жена сум јас. Многу мирна. Да бе, мирен. Ја знаеш колку знам криминалци што се помирни од тебе? Шо ти е тебе, бе? Шо збораш, бе, ти? Ти, слушај, можеш да си ја земиш таја дипломата и да си ја помочеш и да си ја напикаш во газот, докторе. Мамо, прекини, бе, доста. Може бе јас нешто да кажам сега? Томе, еве од денес, јас и ти ќе се разведиме. Браво, бе. Шо збораш, бе, Бранка? Сад ти си одлучуваш, ами јас? За тебе не ме интересира. Јас решив да си заминам токму сега од тука. Кај ќе одиш, бе, застани? Јас прв треба да заминам. Чекај, бе, Бранка, кај ќе одиш? Шо ќе работиш? Ич тебе да не те интересира. За почеток ќе работам келнерка во кафана. Опа, ете, таму, душо моја, таму тебе ти е местото, пушти ја Томе, пушти ја, нека оди. Може и ќе си направи таму една кафанска кариера. Наталио, затни се. Отима да ти свирнам куршум в глав. Леа, И остај ги луѓето сами да си ги решат проблемите. Томе зато, Томе душо. Слушаш како разговара ова керка ти со мене? Пуси има и пистол. Наталио, прекини, појте, не се мешај во ништо! Томе... Вичо, слушам, во последно многу си познат со овие терапите, си помогнал многу. Дај запали овие, као ги викаш, јадиците, нека покажат за мене нешто. Да видиме. Ице, слушай, треба да имаш некоја мака, не може, види, јас не сум ни ривар, ни бајас. А ти не ми јазнеш, шо мака имам јас?
Се многу пие. Бати бајаче, бати Ице. ко не знаеш која мака ми е мене, бе, човек. Бати бајаче. Јас сега ќе ти кажам, Фичо. Јас многу пијам. Проблемот е да ти пијам сам. Тоа е проблемот. Сите ме одбегнуваат. Дури комшите твои ме одбегнуваат. Бранка. Томе. Значи, тие цело време мене ме одбегават, а многу добро друштво се. Многу добро друштво се. А ти да виш Лаки. Од едно гледање со Лаки, на. Многу добро човече. Ице, ме фати на врата. Навистина мора да. Извини. Ама докторе, Не сум доктор, Ице, не сум. ај вака сега, Фичо посериозно малку. Вака, ако си одам дома, Блага ќе ме тепа. Слушай, ај оди си дома. Прибери се и блага нема да те тепа, знаеш? Фичо, ти сагаш јас да бидам тепан? Не, Ице, слушай. Блага нема да те тепа. Ти само прибери се, ајде. Чекай, докторе, се јас да ти кажам. Ај вака да направиме. Имам една идеја. Се напиеш ти од Доктор. Не, чекај. Ти мораш да го пробаш ова. Се врви. Сите проблеми од ова ќе ти поминат. Ти Први, а? Абе, пробај, Лаки, пробај истото беше. Пичо, Пичо. Абе, Пичо, абе малку. Тапата. Абе, дали си свесен што направи? Што направив? Јас ништо не направив. Чекај, сакаш да кажеш дека јас направив? Абе, чекај, не ќе да ме разбериш погрешно. Апсолутно не мислев дека ти нешто си направил. Абе, зато не ми се идеше во акција со гуштер. За вакви акции потребно искуство. Абе, дали знаеш дека можно е Ицо да го ме исклучено намерно? Леле, ако го фатам тој пијаницата, Еј. сигурно тој беше. А да уклучиме уште една? Никако. Ке се речат нарочно, ја исклучивме нарочно и дека се имаме криено. А телефоните? А? Ако нема барано командирот? Абе, какви телефони, колега? Знаеш дека телефоните за време на акција стојат исклучени внатре во касетата. Ле, сега наебавме, шо ќе кажиме сега в станица? Шо ќе кажиме сега в станица? Мамо, ти се разведвате? Леа, душо, тоа не е твој проблем. Мамо, ако не знаеше јас сум дел од ова семејство, значи е и мој проблем. Слушај, Леа, меѓу мене и татко ти има некои проблеми, така ситни, ништо што не штима. Што значи ти не си за ништо крив. Јас сум крив. Да, и јас малку. Не, јас сум поќе крив. Тука си во право. Отишо и да речем јас секогаш ќе бидам поќе крив. Па си бе, човек. А можеш да ми кажеш зошто? Ти бе, мене ми се силиш? Да. Ке ти кажам, сакаш од Адоша или од преку трупа? Мамо бе, тато бе, вие се мразите? Не ја мразам. Не го мразам. А ти ја сакаш? Па да. А ти него? На мој начин. А ти ке и простиш? А Белија, јас неја веќе и простив. А за колата? И простувам и за тоа. Леле, колку си глуп, значи. Многу си глуп. Абе, колата е здрава, не ја гребнав нигде. Како преги ко ми Па ти рече? реков, бе. Ти реков, ти овој овде. Ке ни ја земеше, немаше појќе да ја видиме. Чекај. Зошто докторот да ја зема вашата кола? Тој не е никаков доктор, туку крадец, влезе да ја ограби куќата на комшите. Знаев дека не е доктор. Значи ти си крадец, ти влегуваш по куките, ти влезе кај Јовановски. Затоа Јовановски за тебе дава 80.000 евра. Те фатив, мој си, те фатив, те држам. Ти имам, сета награда ќе биде моја. Сите 80.000 евра ќе бидат мои. Те држам, нема ти. Томче, тргни се, Томче. И тебе нема да ти дам ни денар, да си останиш со вама тувата. И на Леа денар нема да ја дам. Извинете, ама мораше да
Јавно и направи. Ора, ако не беше ти, јас ќе не каутирав. Добре, кој е сега? Кој е сега?